кандидати. 3 различни концепти за еднината на државата. Еден победник. Од студиото на Телма, прво соочување на кандидатите на 6-тите претседателски избори. Добро вечер. Прва дебата на кандидатите за председател на државата. Тројца кандидати, 3 различни визии. Како имаат намера да ја водат државата? Блерим Река, кандидат поддржан од БС и Алијансата на албанците. Гордана Силјановска-Давкова, поддржана од ВМРО ДПМН, и Стево Пендаровски, кандидат на СДСМ ДУИ владината коалиција. Добре дојдовте во Телма на оваа дебата. Но ова ваше прво соочување нема да можеме да ги офатиме сите теми, но ќе се обидеме да побараме одговор од вас за прашањата кои им се најважни на граѓаните. Пред да почнеме кусо правилата на дебатата, секој од вас ќе има по минута и половина за одговор на секое прашање, 1 минута за реплика и 45 секунди за контра реплика. Почнуваме. Не со химната, ќе почнеме со едно нешто што ве обединува или некако ви е заедничко во оваа кампања. Сите вие се представивте како надпартиски кандидати, како независни кандидати. Но на изборните собери сепак како да доминираат лидерите на партиите. Нивните имиња се скандираат на изборните собери. Господине Блерим Река, најпрво објавивте дека се кандидирате како независен кандидат, потоа добивте поддршка од партиите БС и Алијансата на албанците. Но на гласачите им се нудите како албанец. Дали сте вие етнички кандидат? Значи, кога ја објавив мојата кандидатура, ја многу јасно и гласно кажав дека ја ќе бидам независен кандидат. Тоа што двете партии ме поддржаа е за поздравување. Значи, поддржа еден независен кандидат, поддржа неговата платформа и неговиот концепт. А во врска со прашањето се идентификувам како албанец. Нормално дека кога видов дека во изборната трка за председател на Македонија ќе има само 2 кандидати од македонското мнозинство, мислев дека не ќе беше фер, а плюс и заради гласачите албанци, ако немаше една понуда од граѓани на Република Македонија кој не припаѓа на мнозинскиот дел. Инаку, не само затоа што сум албанец, но мислам дека мојата кандидатура како албанец и како независен кандидат може само да биде добро и здраво за македонската демократија. Ако, например, идевме по таа логика, само 2 кандидати од двете најголеми македонски партии излегува во изборна кампања за председател, ние се плашам че можевме да одиме кон еднопартиска држава со премиер од една партија, со председател на собрание од една партија и евентуално со председател од една партија. Ние тогаш се враќаме на еднопартискиот систем на владење со државата, што не е здраво за демократијата. Меѓутоа, во случај кога би победил господинот Пендаровски, би имале практично и председател и влада. Така ја мислам. Од истите партии, сигурно ќе ви реплицира. Господјо Силјановска, велите водите двојна кампања, граѓанска и партиска. Кога сте граѓанка, кога сте член на ВМРО ДПМН? Како граѓаните да направат разлика? Членството многу лесно се проверува. Јас не сум член. Да, не сте член. Не сум член кога на ВМРО. водите партиската кампања? Пак има обврска да ја прифатам програмата на ВМРО, значи непартиски човек сум или надпартиски човек, тоа е првото. Второто, јас имам и свој граѓански штаб во кој што, како видовте, доаѓаат токму оние и ќе работат кои поднесоа иницијатива за моја кандидатура за председател на Република Македонија. Како на некој кој предава уставно право, во стартот му беше јасно дека не можете вие, ако не застане зад вас поголема партија, да победите на избори во Република Македонија како независен кандидат. Но можете, ако сте прифатени како некој од надвор, некој кој е непартиски,
да инсистирате на тоа двојство. И тука јас не гледам проблем. Морам тука да поставам едно прашање. На конкурсот на партијата беше кажано и се бараше кандидатот да ги поддржи политиките на ВМРО ДПМН, а исто така вие во вашата кампања, веројатно е партискиот дел, повикувате на воредни парламентарни избори. Практично нешто што го бара ВМРО ДПМН и нејзиниот лидер Христијан Мицковски. Не. Во конкурсот воопшто не се бара да ги прифаќате политиките на ВМРО ДПМН, тоа беше во конкурсот на СДСМ. Тоа не е така. Напротив, во конкурсот на ВМРО стоеше дека не треба, не мора да ја прифаќате програмата на ВМРО ДПМН. Што се однесува, можете да проверите веднаш. Сигурно дека тоа. Сигурно е ова ја што го велам. Што се однесува, што велите, до настапите, односно до врзувањето за предвремените парламентарни избори, јас сметам дека ако председателските избори за мене значат делегитимирање на оваа власт, која и така беше делегитимирана претходно со непочитување на референдумскиот резултат, логично е тогаш, како што рече и самиот премиер, доколку се изгубат изборите, да се оди на предвремени парламентарни избори. Уште пологично е тогаш, јас се разбира, да сметам дека оние што застанале зад мојата кандидатура, но не само тие, туку и новото парламентарно мнозинство, би требало да ја водат следната влада. Во тие услови и мојата програма може да се реализира. Господине Пендаровски, и вие велите сте надпартиски кандидат, иако на претходните избори бевте кандидат на СДСМ, но сте и заеднички кандидат, консензуален кандидат, како што бевте промовирани. Синоќа на вашата изборна конвенција не беа представниците на ДУИ и на другите партии кои ја поддржава вашата кандидатура. Зошто? На вчерашната конвенција беа присутни представници од сите политички партии кои ми поддржаа. Не беа лидерствата на политичките партии, меѓутоа представници на сите 31 политичка партија беа тука. Инаку мојата кандидатура е подкрепена и со 32.000 граѓански потписи. Она што ме прави посебно горд и заради што можам да кажам дека не сум само непартиски кандидат, јас сум етнички македонец, меѓутоа јас имам поддршка и во кандидатурата од граѓанските потписи, тоа е јасно видливо, од практично сите етнички заедници и од политичките партии кои се репрезенти на етничките заедници кои не се мнозински во нашата држава. Значи, тоа двојство, како го нарекувате, кај мене се провлекува сосема намерно, се разбира, од 2011 година. Јас не сум член на политичка партија, меѓутоа од 2011 активно учествувам во оваа коалиција која е предводена од СДСМ. Ниту 2014 не беше само СДСМ, беа 11 партии други, освен СДСМ. Учествувам затоа што се препознавам себе си во главните, во магистралните политики кои таа коалиција ги застапува од таа година, значи најмалку 8 години назад. А од 2014 сум и на Ливче. Изборно што се вели предложено таа коалиција, 2016 бев носител во првата изборна единица и тогаш не бев само од граѓанскиот сектор поддржан, иако имаше и такви интерпретации, значи јас ја почитувам поддршката која добивам од политичките партии која сочинуваат владеачката структура, меѓутоа посебно чест ми прави и граѓанската поддршка и поддршката од сите етнички заедници. Господинот Река спомена, доколку сакате да му реплицирате пред да продолжиме, дека не би било добро за државата и председателот на државата, премиерот, владата да бидат една иста владеачка картина. Да, во смисла да постои некој check and balance кој ќе ги коректира политиките, не као блокада на председателот кон владата, но као комплементарна поддршка пред се сега, кога сме пред добивање на датум за почеток на преговори за членство во ЕУ и по другите политики. Значи, ја мислам дека... Во едно интервју велите, се стравувате дека на тој начин ќе се приватизира државата, како што беше случај порано. Да, значи, и во мојот концепт тоа беше главната цел. За деприватизација на државата и за ослободување од заробена држава. Ако ние на сите нивоа на власта имаме представници на една партија, тогаш се плашам дека се враќаме не на она што го имавме пред 10 години, но уште полошо на она што го имавме пред 30 години во комунистичкиот режим.
Господине Пендаровски, ќе сте приватизирали државата вие ако станете? Не, знаете што, јас би одел со конкретни примери кои ги имаме од нашето скорешно минато. Јас имав чест да работам за председател Борис Трајковски, кој доаѓаше од иста политичка партија во моментот кога беше избран, која беше на власт. И во својот мандат јасно покажа дека кога станува збор за клучните крстосници на поновата македонска политичка реалност, тој знае да се одвои од политичката партија која практично го донесе на тоа место или го изгласа за таа позиција председател на државата. Значи, од иста партија, имите патишта 2001 се раздвоија, фала Богу, тоа беше за добро на државата. Имавме во изминативе колку веќе 10 години, практично Иванов, кој беше поддржан од ВМРО ДПМН, во ниту еден клучен момент од нашата понова политичка реалност да не се одвои од партијата која го предложи. Во ниту еден, повторувам, политички момент, битен па и помалку битен во последниве неколку години особено, а имавме прилично бурни политички настани, не се одвои. Што ќе биде различно вие ако станете председател? Значи, станува збор за луѓето и багажот кој тие го носат. Нашиот професионален политички животен пат треба да им биде на показ на граѓаните и тие многу добро знаат кој што секој од нас застапува. Господин Силјанов, дали би го коментирали? Логиката на господинот река ми е многу блиска. Секоја власт се заканува да ве корумпира, апсолутна. Ако сите три власти се најдат во една партија или во една коалиција на партии, ние ќе ја институционализираме партитократијата. Иначе, и јас се разбира исто како господинот Пендаровски, бев поддржана од граѓански потписи и тоа ми отвара простор за автономија. Да, сите тројца практично автономија, сте со но уште граѓански. морам нешто да коментирам. Кога не прашувате за нашата релација со лидерите на партиите, не можам како експерт за избори да не го споменам следново. Крајно невообичаено е премиер и министри да учествуваат во кампања за председател. Точно е дека тоа не се парламентарни избори, но тие представуваат државата, премиерот е и мој премиер, што значи дека треба да се однесува технички. Доколку вие имавме обратна ситуација, ве кандидираше партијата на власт, тогаш ќе очекувавте тие да не учествуваат во кампањата? Јас ќе и кажем дека треба технички Но да може делуваат, лидерот бидејќи на јас сум опозиција. учествувала во креирањето на тие решенија во изборниот законник. Господин Пендаровски, реплика. Не постои законска пречка во избори за председател да учествуваат, се разбира, надвор од нивното работно време и министри и премиер. Можеме да зборуваме за етичкиот аспект на кампањите и тука има простор за дебата, меѓутоа не можем да видам како тие со самото своје учество и соопштување на политички ставови мене би ме фаворизирале во однос на другите, ако при тоа не ги користат државните ресурси во мојата кампања, а тоа не се случува. До овој момент се нема случено и нема да се случи. Значи, јас гарантирам, и тие тоа го знаат многу добро, зборам за премиерот и министрите кои ме поддржуваат, дека не сме ниту еден и најмалиот државен ресурс да биде ставен во функција на мојата кампања и утрешна евентуална изборна победа. Тука е јасната разлика меѓу партијата и државата. Реплика. Господин Силјанов. На медиумите, кога во својство на премиер зборувате за кампања и за кандидат, тоа е кршење на кодексот. И тоа е, дури коли се користат, тоа е употреба на јавниот медиум за кампања на кандидат. Тоа премиер и министри не треба да го прават. Тоа е и во етичкиот кодекс на Венецијанската комисија запишано. Може ли да ми цитирате еден единствен пример на кола службена, министерска или премиерска која е користена за да знаеме за што зборуваме? Чи каде се користени владини возила за мојата кампања? Каде? Па премиерот не доаѓа со лична кола, со својата кола на вашите средби, а и во телевизија доаѓа исто така со државна кола и на медиумот зборува за доаѓаат вас. со партиски возила, освен безбедносната компонента која државните органи мора да ја завршат. Пред да завршим, господин Силјановска, зошто тогаш лидерот на опозицијата толку силно, тој држи и подолги говори од вашите, има право тоа да го прави, само заради ресурсите? Да, не, заради статусот, господја Васич. Едно е да бидете премиер и министер, а друго е да бидете председател на партија. Разликата е огромна. Државата не смее да биде партиска, државата треба да биде на сите граѓани, и моја, и премиерот, и сите министри. Господин Река,
Дали вам ви пречи силната поддршка, додуше и Во вие смисла- имате поддршката да. на двајца Во смисла лидери на партиите што ве поддржуваат? Да, во смисла да премиерот е државничка функција, а не е партиска, и во смисла да ние сите плаќаме порези, го плаќаме и премиерот и владата, и тие порези се користат во кампања за еден кандидат против другите кандидати, тоа е сигурно една прешка. Мислам дека тука можеме да поминеме на едно од најважните прашања и она што сметам дека е во фокусот и ќе остане во оваа кампања, а тоа е договорот, Преспанскиот договор, кој практично ја одредува иднината на државата и вашиот однос кон него. Господјо Силјановска, вие во вашата кампања излеговте и кажавте дека се чувствувате повредена, понижена, поразена со овој договор. Меѓутоа се кандидирате за председател на државата и напрво ќе ве прашам дали, ако станете председател на државата, ќе го применувате договорот од Преспа и ќе именувате државата како Република Северна Македонија? Се разбира. Бидејќи во моментов тој стана дел од уставот. Меѓутоа во примената има разлика. Јас ќе го почитувам написите на името на државата, на институциите кои нели преку ноќ стана национални, ама не знаеме што значи тоа национално. Бидејќи кога ќе речете во Франција национално, тоа значи француско. Кога ќе речете во Албанија национално, тоа значи албанско. Дури и во Македонија, кога ќе речете национална албанска сателитска телевизија, тоа значи на албанската нација. Да, ќе го применувам, меѓутоа лично, како индивидуа, ќе го одбегнувам секогаш називот Северна Македонија и се разбира, ќе ги употребувам придавките македонски, македонска, зошто и во членот 7, став 2, пишува дека тоа е дозволено. За жал, не знам како тогаш дојде до тоа само некои државни јавни институции да се нарекуваат 12 национални, Народниот театар да може да се нарекува македонски, а за Ману не знам до каде е логиката. Значи, одговорно тврдам дека кога ќе речете национално, мислите или на етнос, или на демос. Јас мислам на демос. Не создава државата културни вредности, научни вредности, туку нацијата како демос. Значи, за мене нема никаква пречка придавката македонски да стои пред сите државни и јавни институции. Најавувате и промена на Преспанскиот договор, но најпрво господинот Пендаровски, дали сметате дека има било како политички, маневарски простор за промена на договорот од Преспа, согласно меѓународните обврски што ги носи уредот? Па, јас прво мислам дека е за пофалба тоа што Силјановска вели дека ќе го почитува новото уставно име и надписите на сите институции, иако малку ми е нејасно, морам да признам, како мисли како индивидуа да не го почитува, а како утрешен председател, ако добие доверба, ќе ги почитува. Не гледам, патем кажано, никаков проблем со тоа што институциите се преименувани во национални, дури и во било кој од двете својства кои ги опишувате. Околу можноста да се промени. Може да се промени Преспанскиот договор, меѓутоа од опозицијата на тоа инсистираат. Меѓутоа ние, не јас, македонската јавност би морало да знае на кој начин мислат тоа да го направат. Разговорите меѓу Грција и Македонија од 93-та се со резолуции на Обединетите нации. Чи прво вие мора да ги убедите 5 членки постојани на Советот за безбедност да го реотворат спорот. Второ, секој договор има најмалку 2 страни. Тука сме Скопје и Атина. Вие морате денеска или утре со некоја утрешна грчка влада да ги убедите дека треба повторно да го преотворите тоа прашање, да препреговарате и да направите подобар договор. Дали, не знам, можеби имаат некакви сигнали од Атина, од сегашната грчка опозиција дека ќе направат таков подобар договор. Дали можеби со тој подобар договор ќе направат во договорот да има македонски јазик, бидејќи сега го има, придавките македонски бидејќи сега ги има, кодовите МК и МКД бидејќи и сега ги има, не знам што би било подобро, а при тоа тој договор да го ратификуваат во грчкиот парламент во Атина. Бидејќи, да, господине Река, дали вие мислите дека има простор
за измена или укинување на договорот? Пред тоа, дозволете ми, ја чувствувам потреба као албанец, ја да го изразам мојот став за договорот од Преспа, но ја би рекол и порано од договорот од Преспа. Се градеше некој наратив за албанците дека не се заинтересирани, дека не им е толку важно ако се промени уставното име и така натаму. Ја треба да ги демантирам сите тие гласини и да кажам дека ние албанците сочувствувавме со нашите сограѓани македонци, но знаејќи дека тоа е многу емотивно, емоционално, сензитивно прашање за македонците, ние не сакавме да долеваме масло во оганот и во овие 27 години од преговорачкиот процес мислевме тоа што ќе биде прифатливо за македонците, отприлика ќе биде и за нас. А од друга страна, не е дека ние не сме работеле на тоа за да го чуваме уставното име. Ја ќе ви дам неколку примери. Како амбасадор на Република Македонија во Европската Унија во јануари 2010 година, веројатно сте го виделе видеото на YouTube, во која полемизирам со грчките европратеници и во која ја го бранев уставното име на Република Македонија достоинствено, како што треба да се брани. Втора работа, од сите мои написи од 2008 и нааму, ја меѓу првите излегов со теоријата на асиметрични преговори меѓу Грција и Македонија. Затоа што имавме две неравноправни страни во преговори. Едната страна која диктираше промена на уставното име кон другата страна и едната страна беше ин во организациите со право на вето против другата страна. Но сепак, Ја разбирам не само професорката, но и сите македонски сограѓани. Не е лесно преку ноќ утре да се разбудите и од утре не се вика више Република Македонија, но Северна Македонија. Но сепак, мислам дека идентитетот, името, јазикот македонскиот е сочуван. Никој не може вас да ве вика Северно Македонец. И сега ние збориме на македонски јазик. После промената на име, со два примери, само да ви кажам, во меѓународни конференции, никој не ми се обрати како сте Северно Македонец или како е во Северна Македонија. Тоа практикувањето е само географска придавка. Значи, господја Силјановска, да, веќе добивте... Ве молам, да, но мора да се знае дека во германскиот јазик и во другите скандинавски јазици, тоа го видов и во Брисел, веќе придавката северно-македонски заедно постои. Инаку, јас исто така би сакала да кажам дека правото на самоопределување не е само колективно право, туку е и лично право. Јас како поединец, без оглед дали сум председател на државата или сум професор на правниот факултет, можам да употребувам придавки што мене ми се блиски. Второ, интересна еволуција. Јас помнам, има многу докази за тоа, дури и до неодамна, на последните избори, кога господинот Пендаровски исто така велеше дека никој никого не овластил да прифати географска одредница, дека за тоа е нужен консензус, дека никој не може да го смени името. Згора да подсетам дека во 2008 година, после Букурешкиот дебакл, значи кога председателот Црвенковски го разреши господинот Димитров, предпоставувам дека како советник на господинот Црвенковски му советуваше еден од најгласните денеска Тито Петковски да поднесе иницијатива за донесување на резолуција за одбрана на името. Последната реченица, да довршам, последната реченица околу тоа како сега 5 членки би го отвориле повторно прашањето. Всушност, нотите се испратени не до 5 членки, не до генералниот секретар, кој што требаше да поднесе извештај, туку до телото што се вика Агенција за протокол и информации. Инаку, како ќе го сменам, ме прашавте? Да дозволете господина Пендаровски да се говори, да следното било како? Јас сум запрепастен, ова не сум го знаел, дека името, промената на процедурата која заврши пред малку со извештај до генералниот секретар на ЮН дека е завршена работава, може преку некоја агенција за протокол да се преотвори, бидејќи сите знаеме дека спорот почна како есенцијално политички спор, не како тело кое е надлежно било каде за протокол, односно за процедура. Околу барањето за консензус, претпоставам на тоа, инсинуирате. Во сите мои изјави во кои сум барал државен, а не партиски или фамилиарен консензус, те се неспорни изјави, во сите изјави се однесува и 2014 видеото кој најчесто го вртат опозиционите медиуми,
Јас велам, нам ни е потребен државен консензус и велам кој ги овластил. Затоа што прашањето на нови народ е. Сега ги преотвараат преговорите и во сред кампања пуштаат преговарачка нимиц. Јас им велам, во сред председателска кампања почната. Асфалт во селска улица не се пушта за време на кампања, а не без консензус во Скопје додиш да преговараш таму, без да ја прашаш опозицијата. Ја би сакал... Господја Силјановска. Само една се извинувам. Да. Зашто или не сум била јасна, или не ме разбрал господинот Пендаровски. Значи, ние и грците ги испративме документите, нотите, дека е завршена работата до Агенцијата за протокол и информации. А во резолуцијата 845 пишува дека генералниот секретар е тој кој што информира за текот на преговорите и за завршените преговори. Кого информира? Генералното собрание и Советот за безбедност. Значи, фазата завршена досега е административна, а не е политичка. Како ќе го преотворите спорот? Административно? Не го преотварам спорот, ќе кажам што ќе побарам. Ако може, и веднаш можам да му одговорам. Повелете, веднаш, господине Рикард. Ама нема смисла. Ја малце да придонесам за некоја медијација кој албанец. Ја мислам дека ова што се потпиша во Преспа е една win-win ситуација во која Грција го сочува своето еленско античко минато, Македонија ја доби својата евроатлантска иднина. Не сакам сега ја да делам совети далеко од тоа, но мислам дека за 10 години во Македонија од преголемата љубов кон нацијата можевме да изгубиме државата. Што сакам да кажам? Цели 10 години ние имавме суфицит на етнички национализам, но имавме дефицит на државен патриотизам. И мислам дека со затварањето на името, ние одиме сега напред. Не е изгубена државата. Променето е името. Државата си е таа иста со државјаните македонци, со македонски јазик. Така да, мислам дека нема потреба да се навраќаме на едно веќе затворено. Господја Силјановска, тоа не беше лесен компромис, но беше неминовен. Спротивен, како вие тоа ќе Ве го молам да промените? коментирам. Дали е спротивен, тоа ќе заклучат гледачите, не вие. Значи, прво, современите држави, современа Европа и Европската Унија е унија на држави нации. Во државите нации всушност лежи демократскиот капацитет на ЕУ, бидејќи, како што вели чувениот Вајлер, во ЕУ, во моментов ЕУ е регулаторна заедница во која клучен субјект е хомо економикус, односно предприемачот, а не граѓанинот. И дека демократија без демос нема. Околу, значи, дилемите, видете околу името. Во меѓународното право, вие тоа добро го знаете, името е неразделен дел од државноправниот субјективитет. И правото на самоопределување, загарантирано во актот за заштита, Конвенцијата за заштита на граѓанските и политичките права, токму го потенцира тој елемент. Дека, значи, името, така, правото на самоопределување во себе вклучува право на име, знаме, химна, устав. Впрочем, и во 2011 година во Хаг ова беше потенцирано најасно од судијата Крафорд, дека никој не може на една земја да ја каже какво име ќе има, какво знаме ќе има, и го даде примерот дури со Литванија, дека и Полска химната почнува со О Литванио, па нема никаков проблем. Господјо Силјановска, јас Значи, како модератор морам да интервенирам дека ќе се треба извинувам. да внимаваме на Слободно времето. Извинете, не го погледнав. Да, ќе имате прилика Слободно. сепак, господин Пендаровски, Не, господин чекам одговор. Силјановска. Како ќе го преотворите спорот? Дајте ми, да. Значи, ова ја благодарам, предпоставам и Значи, амбасадорот ја благодарам за кратките лекции по демократија. Како ќе го преотворите спорот? Имате ли договор, евентуално со грчката опозиција, која ќе дое на власт, и да добиеме подобар договор? Јас сум за тоа, да добиеме подобар договор, но како ќе доеме на тоа? Не. Само со наша желба овде во Скопје? Да, Ве вашата молам. минута и пол, како Договор, тоа ќе точно, го направи? договор без две страни нема, но основен постулат во меѓународното право е симетричноста на договарачите, а не асиметричноста која е белек на Преспанскиот договор. Нема јас да го преотварам како што вие мислите со опозицијата. Еве како, само да ви укажам. Прво,
Живееме во ера кога зборуваме за обединети нации. Значи не за обединети држави, обединети нации, како рамноправни членки. Темелот на Обединетите нации се е повелбата на Обединетите нации и она на што се инсистира во Обединетите нации е почитување на јус когенс. Тоа е задолжителното меѓународно право во кое што влегува и правото на самоопределување, немешање во внатрешни работи, тоа се двата, еве ќе ги издвојам, има и други постулати. Во Преспанскиот договор има една јасна одредба дека кога ќе дојде до спор во имплементацијата, најпрво се води диалог меѓу двете држави, потем се информира генералниот секретар и на крајот юрисдикцијата е на Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Што значи ова? Кога има юрисдикција и ако, како што во 2011 година Македонија покрена постапка во Хаг, а дојде до проблеми, како што доаѓа еве сега со интонирање на химна, например, која е исто така суштински елемент на државноста, може да се укаже на едната страна, па на генералниот секретар и може случајот да се најде пред Меѓународниот суд. Второ, да довршам, баравте договор. Второ, трета страна не може да биде обврзана со било каков интерпартес договор. Дури и третите страни, особено оние кои не признале подуставното име, не од љубов, туку заради почитување на јус когенс нормите, тоа го барале и за нив, може исто така да одбијат, па ќе се најде работата пред некој меѓународен суд или пред Комитетот за граѓански и политички права, бидејќи има многу начини за иницијатива. Значи, тоа може да отвори, ми се чини, разговор, бидејќи последната ниту еден договор никогаш не е финален. Договор имаме меѓу САД и Кина, па се повлекува меѓу САД и Кина, меѓу САД и Европската Унија, сите се повлекуваат. Јас сакав да кажам дека во името на владењето на правото и почитувањето на јус когенс, еден ден исто така, со правни аргументи, може да се оспорат низа решенија од Преспанскиот договор. Господине Пендаровски. Се согласувам сосема со јус когенс нормативното значење. Благодарам. Се согласувам и со тоа што амбасадорот рече дека спорот е асиметричен од самиот почеток. Ние знаеме која е нашата држава, кои се нашите ресурси и без помош од големите меѓународни фактори ние не можевме ни да дојдеме до некакво изедначување на преговарачките позиции. Па затоа реков вин ситуација. За мене е вин-лус. Се согласувам. Само да докажам. Значи, од ова се што го чувме, во теоретската експликација е така. Практично прашувам, дали добро ве чув. Повторно ќе одиме на Меѓународниот суд за правда, и така ќе се обидеме да го оспориме Преспанскиот договор, па ние бевме 2008 тужевме, 2011 добивме кристално јасна правна пресуда со скор, можеби граѓаните заборавиле, после 3 години судење, 15-0 во наша корист. Што во политичка смисла направивме со тоа? И додека вие преку тие агенции за протокол на ЮН и повторно преку Меѓународниот суд за правда се обидувате да донесете подобар договор со Грција, што ќе правиме во меѓувреме? Нема да бидеме членка на НАТО. Мислам дека е многу ризично ние од оваа позиција да кажуваме во меѓувреме ќе одиме преку агенција за протокол и Меѓународниот суд, и НАТО нема да не преми додека ние се расправаме со агенција за протокол. Може? Да. Господинот река како професор по меѓународно право, тоа го знае. Може би и подобро од мене. Голема разлика има меѓу процесот во Хаг во 2011 година и евентуално другиот процес. Тој не мора да биде иницииран само од Македонија. Може да биде иницииран од членка на Обединети нации, може од членка на Советот за безбедност, може дури и внатре во Македонија, заради кршење на меѓународното право, кој е темелна вредност на уставниот поредок, да се бара Уставниот суд тоа да го стори, дека се што произлегло од еден, значи од кршење на меѓународно право е невалидно или се нулифицира. Која е разликата со процесот 2011? Тогаш не се зборуваше за повреда на задолжително меѓународно право, односно јус когенс. Тоа одлично го стипулираше професорот од Кембридж, судијата Крафорд во своето образложение. Особено членот 11. Реплика. Еве да претпоставиме, сосема накуса, нема да искористам ни 10 секунди од времето за реплика. Значи да претпоставиме дека нашиот уставен суд, поради тие околности кои добро ги опишуваат, вели дека договорот со Грција е неуставен. Што ќе правиме со таа одлука?
Ако Меѓународниот суд за правда ни дава за право, еве нашиот тукашен Уставен суд може да направи не знам каква одлука, не една, 10 поред во низ за да ги суди и да ги пресуди и да каже апсолутно неуставно. Какво значење во меѓународни рамки ќе има таа одлука на домашниот Уставен суд? Тоа не ми е јасно. Ние зборуваме за интеграција на Македонија во евроатлантските структури од познати причини. И сега ако ние одиме да ги замолиме нашите институции, дајте дека ова е неуставно и знаете што рече генералниот секретар на НАТО? Да. Кој ни е многу битен. Дента кога беше соопштена одлуката на Меѓународниот суд за правда. Вели, тоа си е работа на Меѓународниот суд за правда, ние во НАТО имаме вакви критериуми. Са можеме да плачеме до утре дека меѓународната политика е сурова, ама таква е. Ние живееме во таков свет. Блерим река. Ја многу кратко, ја само сакам да напоменам дека никогаш нацијата, националниот идентитет не се менувале со закони, со декрети, со устави. Вие ќе бидете македонци, ќе останете македонци, вие ќе имате национален македонски идентитет, ќе го зборите македонскиот јазик, без разлика дали е географската придавка промена на уставното име на државата. Значи, никој не може на вас со декрет да ве задолжи дека вие од вчера или од утре ќе бидете Северна Македонија. Ќе видите, времето ќе покаже дека Македонија, македонското ќе си остане за надворешна повеќе употреба и за она што го рече Стево, да го отвориме евроатлантскиот пат. Као еден, ја пак викам болен компромис, неминовен компромис, да одиме напред. Иначе, не знам во историја дека некој со декрет менувал нации, национални идентитети и така натаму. Па тогаш не може ни со преспански договор да се менува, бидејќи името е дел од се менува. Штом немате малцинство, а на Балканот кој е како леопардова кожа, секој е некаде нација, секој е некаде малцинство, вие имате сериозен проблем. Ние дознавме дека луѓето од онаа страна на границата не зборувале македонски јазик и дури дека биле етнички грци. Тоа е веќе спорно. А што се однесува до односот домашно судство, меѓународно судство, ве упатувам на можеби легендата во меѓународното право, дури се обрати, нели, во видео снимка Френсис Бойл од Илиноис, кој што извонредно кажа што значи јус когенс според Виенската конвенција за договорно право. Дома или надвор било кој може да покрене постапка за невалидност, ништовност, нулификација, доколку било која одредба го крши меѓународното право. Ке ве замолам само ако може поконцизни. Може ли само да видиме, една реченица и го затвараме овој дел што се однесува до мене. Јас предлагам, бидејќи е очигледно намерата на таков начин да се преотвара договорот со Грција, ја предлагам, ако е некако возможно и ако е странец, споменот Френсис Бойл, ако е жив, здрав и ако е расположен да го предложиме него за председател на Република Северна Македонија, па може ќе не внесе и во НАТО, и во Европската унија со некој побаво име од ова што го имаме денес. Не знам, освен на ваков начин да коментирам. Јас се согласувам, меѓународни правни и домашни правни авторитети ги почитувам безмерно. Самиот сум правник од Скопскиот правен факултет. Меѓутоа, кажете ми како тие правни мислења ќе ја сменат суровата, грубата политичка реалност во која живееме? Луѓе, ние одиме сега кандидати за политичка функција. Ние не одиме за под дома да правиме правни анализи. Ние мораме да се соочиме со светот и да видиме како политички ќе дојдеме таму кај што мораме да бидеме заради наше добро, заради нашиот просперитет. Зарем суровата реалност сметате дека е доволна, па дајте да го укинат Обединетите нации и Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Не ми е јасно, навистина. Зарем ке предава, па не само Френсис Бойл и Ричард Фалк. Јас ви се чудам зошто се кандидирате ако мислите дека некој од надвор може да биде подобар председател од вас, а се согласувам дека можеби некако врвен правен авторитет, како некој кој бил во меѓународни судови. А инаку не ми е јасно зошто се кандидирате вие ако мислите дека Френсис Бойл би бил подобар председател. Видете, европската политика не е сурова реалност. Не. Тогаш нема да се повикува на Копенхагенскиот критериум најважен владење на правото, на политика врамена во правото. Господјо Силјановска, само уште едно прашање Повелете. имам до вас. Овој договор е
силно поддржан од меѓународната Да. заедница. Како ќе им објасните утре, како председател на државата, на Трамп, на Меркел, Да. на Макрон, Да. дека договорот од Преспа не е добар? Па им објаснувам. На сите амбасадори сум им објаснила, не ми е јасно. Јас ги разбирам нив. Бидејќи тие се практични, прагматични, бирократи, технократи, си нанижаа уште една победа, уште еден успех, затворија уште едно прашање, се разбира дека тие очекуваат ние да го предочиме она што води кон симетрија, а не кон асиметрија. Но кога вие имате наместо водачи, кога имате политичари кои не водат сметка за националните интереси, сега ова национално е најабстрактната придавка во историјата на човештвото, Блерин. Што значи национално, ако може да ми објасните, во Македонија? Ако не може да се трансформира во македонско, тогаш се разбира дека тие сметаат дека тоа е прифатливо. Може и да објаснам, иако за времето, може само да кажам дека и лингвистички, ако сакате, и на англискиот јазик, има неколку термини за државата. Да. Nation, country, state. Така да, не верувам дека ова, како вие го прикажувате, национално во Македонија, е во етничка смисла. Национално е повеќе, ако го преведеме директно од англискиот јазик, е државно. Значи, не задира во македонскиот национален идентитет. Повеќе објаснува име на држава. Значи, national, и во американската и во англиската литература, national не е она што ние мислиме нација национално. Тоа е повеќе државно. Значи, и затоа не сакав да ве прекинам кога зборевте за Обединените нации. United Nation е во смисла на United States. Држава нација. Да. Па добро сега, ние колку сме држава нација, тоа е веќе друга тема. На тебе смислам, Блерин. Ќе се вратиме до господин Пендаровски. Не, и јас една куса интервенција само во овој дел. Зборуваме за меѓународната реалност. Да. Вие ги квалификувате лидери на најголемите држави во светот као бирократи кои се грижат единствено за сопствениот успех да го прокнижат со ова што ќе решат спор меѓу тама некакви две беззначени. Не, вие ситни така мислите. држави, рековте бирократи. Ова ме интересира. Како мислите во што при ова, да го наречам, ваше преотварање на спорот? Како мислите да го решите тој спор без Трамп, без Меркел и без Макрон на своја страна? Тоа не ми е јасно. Че ние мислите ќе отидеме и ќе речеме вие бирократски, без да ги знаете нијансите на спорот, без да ги знаете локалните специфики, без да ја знаете тешката и болна историја на балканските нации, вие туку така го решите тоа на маса и баш вие гаѓа за консеквенците. Че вие морате овие, не само овие тројца, кај нас да ги имате, со себе да ги имате. За Преспанскиот договор, сите тројца беа со нас. И јавно тоа го соопштија. Не можам да ве разберам. Реплика, господин. Значи, вие сте завршиле право, ама јас предавам право. И предавам уставно право, компаративно уставно право. Јас реков дека мене ми личи да се повикувам на задолжителното меѓународно право, кое, ако предочите во правна процедура, ќе биде разбирливо и за господинот што велите Трамп, и за господинот Макрон, и кого споменавте уште не знам, Меркел, и за господјата Меркел. Јас знам дека меѓународниот поредок е анархичен и дека е заснуван на сила, а не на право, но денеска сите зборуваат во Европа, предпоставувам следите литература, дека е потребна јуридизација на политиката подитно, наместо политизација на правото, зашто конфликтите ќе се продлабочат и дека ни треба идеализам и етика, а идеализмот го идентификуваат со правото. Господин Пендаровски, Само накусо, значи, јас мислам дека ние зборуваме за две различни работи. За светот на правниците и светот на политиката, во кој и на лаиците во правото им е јасно, за жал, кој е доминантен. Чи ја најпријателски ве советувам. Вие да се кандидирате за декан на некој правен факултет, не за највисоката политичка функција. Да. И да не сакаме, јас сум професор на правен факултет, јас сум доктор по правни и по политички науки, и ви кажам, на оваа функција не можам само со правни авторитети да ги занемарам Меркел, Макрон и Трамп и да речам ние сега вака ќе направиме. И ние ќе направиме јуридизација на политиката од тука, од Скопје, со нашиве скромни, правни, стручни, секакви политички ресурси и целиот свет, замислете, ќе не следи.
Не верувам во таа реалност. Па тоа го направија грците кога собраа 60 експерти, а ние не знаеме кои биле овде. Иначе немам зошто да се кандидирам, вие може, не знам, не ми е тоа амбицијата. Јас бев во 2 мандати подпредседателка на групата на независни експерти за локална самоуправа во Советот на Европа и повикував на право. Бев во 2 мандати подпредседателка на Комисијата за малцински прашања во Венецијанската комисија и таму укажував на правните аргументи, а вие мене ми звучите на венецијански трговец. Морам да Ви честитам за тоа што сте го постигнале во областа на правото. Господи Рика, ке може ли да се промени или да се интервенира воопшто во Преспанскиот договор без согласност од грчката страна? Таму, за чудо, опозицијата вели дека е лош договорот, но нема намера да интервенира за да не го наруши меѓународниот углед на државата. Јас се плашам дека, пошто е меѓународен договор, а меѓународните договори ги потпишуваат 2 страни, тоа 2 држави, тешко ќе биде да се промени едно унилатерално договорот, значи само од наша страна. Ја повеќе се плашам дека може да се промени од грчка страна, ако дојде некоја друга политичка партија, од друга провиненција, по-десна и по-така ориентирана националистичка. Затоа, заради времето, ја мислам дека и така ги апсолбиравме сите точки на Преспанскиот договор и еднаш, значи, тоа е, како што се вика, ако сакате, и уставна норма, затоа што е веќе преточен и во нашиот устав. Сега ние треба да го респектираме, иначе постојат 2 опции. Да се респектира да или продолжуваме на Значи, другата тема. Во право сте, меѓутоа, Преспанскиот договор завршува со така наречена вечна клаузула. Таа вели дека е непроменлив. Но сите знаат дека непроменливоста е политички чин, а не е правен. Нашиот устав исто така се знае дека не може да биде непроменлив. Од Русо, преку Джеферсон, до Венизелос, сите велат дека секоја генерација има право на свој устав и да го смени тој устав. Грците за монархистичките устави велеа дека се перфектни и никогаш нема да се сменат. Но сега Републиката велат дека нема да се смени. И ние можеме да го смениме тоа еден ден. Јас сум многу свесен дека уставот не е ни Куран и не е ни Свето писмо, значи он може да се промени, но кој ќе се промени, кога ќе дојде можеби некој нов однос на силите, точно, нов контекст на и геополитички, и добрососедски, и билатерален. Но за сега не гледам, значи, таква можност за промена. Тоа е сега тој устав. Пендаровски? Ова е новум, не го имам чуено до сега, дека во Преспанскиот договор има. Може да докажам. Да. Значи нема да знаете за што мислам. Околу тоа дека Преспанскиот договор е непроменлив и вечен. По принцип. Ако влечете заклучок од називот, што вели крајна солуција, не е времен, туку е конечен договор, тоа во правна смисла, ама баш и во политичка не значи ништо. Може да биде променен, неспорно е. И затоа зборуваме како вие би го променили на подобро, се разбира. Меѓутоа ме чуди, ако вие велите дека секоја генерација, цитирајќи правни авторитети, заслужува и има право на свој устав, може да ни ја појасните вашата клаузула за непроменливост на нашиот устав, кога утре ќе си го вратиме нашето име уставно. Имате и такви изјави. Значи, ако ви пречи евентуално таа клаузула која не можам да ја видам во Преспа за непроменливост, како ние ќе ставиме иста таква клаузула за непроменливост на нашиот устав, од која ќе си го вратиме нашето вековно име или може и подобро некоја да направиме античка, вечна и така натаму Македонија. Ви се чудам. Повелете. Промената на Преспанскиот договор, односно донесувањето на Преспанскиот договор и промената на уставот беше извршено заради барање од надвор. Како не можете да направите разлика? А кога сте вие одвнатре, што сакате можете да загарантирате со вечна клаузула? Тоа не значи дека, говорам за името, можете да го вратите слободно. Не говорам дека некој друг повторно не може да го смени уставот. Ама вечните клаузули обично се ставаат во уставите. Французите за републиката, Германија за федерацијата, Шпанија за унитарната држава. За нешта кои што кога биле на атак, се заканувала опасност. Бидејќи нам еднаш под притисок името ни го сменија,
можеме слободно некоја генерација да стави вечна клаузула. Инаку, ве упатувам на Преспанскиот договор. Во еден став на Преспанскиот договор, кај што се зборува за името, се вели дека страните се обврзуваат дека нема да го сменат това решение. И ме чуди да не сте го прочитале. Тука ја клаузулата за заокружуваме, непроменливост. да, уште куса една реплика. Да, околу клаузулата за непроменливост. Многу се специфични историските контексти во кои некои европски устави содржат или содржале такви клаузули. И ја не сум сигурен дека ние можеме да се поврземе со една таква клаузула, бидејќи уставот со 80 гласов 120 се менувал и ќе се менува, бидејќи нели секоја генерација има право на свој устав, како велите. Ако ми дозволи времето 2 секунди да кажам само, например, 2 члена од германскиот основен закон, германскиот устав, е променет, изборува за дигнитетот на човекот, изборува за федералната структура на денешна Германија, меѓутоа тоа е исклучиво заради грдото, страшното, морбидното нацистичко минато. Ние, колку што ни е познато, сме далеко од тој контекст. Ние бевме дел од антифашистичката коалиција. Би требало да бидат различни. Тука ќе направиме на куса пауза за реклами, се враќаме на дебатата. Продолжуваме ја гледате првата дебата на кандидатите за председател на државата. Господине Пендаровски, се очекува Македонија да добие датум за преговори во јуни, но тоа нема да се случи. Колкава ќе биде одговорноста на владата? Преспанскиот договор не е нашиот влезен билет за Европската Унија. Се бара од владата да испорача реформи како кандидат на владеачката коалиција, кој ќе биде одговорен ако не добиеме? Јас не сум сигурен дека така резолутно можеме да ги поставиме работите, дека нема да добиеме датум за преговори. Сите сигнали до овој момент се позитивни и се во таа насока. Дека на јунскиот самит по европските избори ќе се разговара за датум за преговори. Да, тоа е впрочем заклучок од ланскиот самит на Европската Унија со Западниот Балкан, одржан во Софија. Јас мислам дека ако ние го задржиме ова темпо, реформско темпо, до јуни, се тука имаме еден мал проблем со кампањата, бидејќи во тој период не можеме да одиме со на темпо со кое сакаме, мислам дека се сите шанси на наша страна да добиеме датум за преговори во текот на годината. Значи да ни определат конкретен датум на јунскиот самит за Европската Унија. Без да звучи како оправдување, ќе биде секако значено, бидејќи живееме во свет како што го опишувавме пред малку, во кој само нашите желби не се земаат до крај во предвид, ќе биде многу битно да видиме и каква ќе биде композицијата на Европскиот парламент по евроизборите кои се од 23 до 26 мај и дали таму евентуално ќе имаме поголемо присуство на евроскептиците од било која идеолошка боја, но многу е битно и во тој контекст ќе ги ставам и нашиве избори, значи парламентот нема да работи во овој период, меѓутоа ние ќе работиме, условно кажано во кампањата, и мислам дека не само ние тројца, него сите штабови, сите наши соработници и комплетните политички структури кои не поддржуваат, се разбира и најширокиот круг на граѓани во нашата земја, треба да одработиме така да изборите бидат кристално чисти и да имаме баш на чист файл, чисто досие за јунските избори. Господин Рейка, како поранешен амбасадор, македонски амбасадор во Брисел, многу добро ја познавате Европската Унија, како функционира од внатре. Колкава ќе биде одговорноста на владата ако Македонија не добие датум за преговори? Јас сум малце поскептичен од колегата Стево во врска со добивање на датум за преговори за членство, затоа што сум го рекол тоа и пак ќе го кажам, со едно политизирано судство, со една непотизирана јавна администрација, со еден врховен суд кој интерпретира закони, толкова закони, а тоа е уставна ингеренција на собранието, со едно собрание кое амнестира и имунизира пратеници осудени или оптужени од судот, и на крајот со едно неизвестно специјално обвинителство, ја не мислам дека ние сме близу до позитивниот извештај за добивање на датум за почеток на преговори. Кога велам до позитивниот извештај, ова е делот од Европската комисија, што значи ова е оној техничкиот дел на извештајот што ќе иде по бенчмаркови, по критериум. Но од друга страна, вие знаете многу добро дека во Европскиот јунски самит одлучуваат државите членки, а не Европската комисија. Европската комисија може да препорача
но сепак земјите членки може и да не го усвојат извештајот на Европската комисија. Впрочем, ние 6-7 години имавме позитивна препорака од времето кога бев амбасадор од тогашниот Оли Рен, комесарот за проширување, и ние се уште до ден денес неаме преточено тоа во одлука на Советот на Европската унија. Така, сакам да заокружам, ние имаме уште 3, нема да ги спомнам овде, држави членки кои се многу скептични и кои не се убедени дека ние сме готови за почеток на преговори. Ги знаете тие 3 земји членки, впрочем тие и тука во Скопје не рекоа многу јасно дека ако за НАТО затворивме очи заради геополитички принципи, заради геостратешки цели, за да внесеме Македонија во НАТО, Европската унија е сосема друга приказна. Во Европската унија не проаѓа тоа политичко или геополитичко алиби, дека ние сме изложени на опасност. Да се држиме до времето. Госпојо Силјановска, вие велите дека како ќе им објасните на поддржувачите за членството на Македонија во Европската унија дека не треба да се брза многу кон членството, кон унијата, и да вие сте за компромиси, но не компромиси по секоја цена? И ако може да го преформулирате, се претпоставувам дека треба да одговорам на истото прашање што очекуваме во јуни. Да, меѓутоа со тоа што... да не брзаме, не знам. Не, самите ви, јас цитирам нешто што го зборувате вие на митинзите, доколку не сме требале да брзаме, а не да не брзаме. Нешто, да. Дека не треба да се прават компромиси по секоја цена. Ама направен е компромисот. Компромисот е направен. Да, може сега да одговорам? Значи вака. Сите знаеме дека основната причина за НАТО и членството во НАТО беше геостратешка. Но и Турција е членка на НАТО, па е далеку од ЕУ. ЕУ е втемелена на копенхагенски критериуми. Владење на право, просперитетна економија, жестока борба со криминал и корупција, крај на непотизам, да ги повтораме, важно. Тие не живеат во Македонија. Ако почнуваме и завршуваме со поглавјата 23-24, и ако знаеме дека така наречениот Совет за судски реформи не заседава, а згора на негово чело стои премиерот, јасно е каде одиме во поглед на независното судство. Да не повторувам што се случуваше во поглед на законот за амнестија, измените на кривичниот законник и така натаму. Она што мене ме загрижува, иначе јас би сакала од срце да добиеме датум за преговори, зашто после 9 позитивни извештаи, логично беше и има сериозни политичари во рамките на Европскиот парламент, комисијата, па и во Советот, кои велат дека е тоа недозволиво и дека е лошо за имиџот на Европската унија, зашто покажува демократски дефицит. Мицотакис сега најавува дека ќе не блокира и таму, а шансите тој да победи се големи. Значи, ЕУ има собствени проблеми, сериозни, врзани за Брекзит, и се разбира дека ќе ги решава овие проблеми, бидејќи тие и се најважни, а што бараат редизајнирање. Во последниот извештај... Мислам дека времето ви истече, реков ќе ве подсетувам овој господин Пендаровски. Да, се спомена и двајцата против кандидати, го споменуваат судството, за разлика од вас, кој еве, велите, правдата доаѓа полека. Да, значи, едно дополнение, не го сваќате тоа како некаква критика или контрастав, меѓутоа мислам дека е добро да ја заокружиме големата слика. Амбасадорот река знае дека државите кои се скептични, барем во еден свој дел, се скептични и заради внатрешната своја политичка динамика. Тие држави беа скептични и кога требаше да влегуваме во НАТО, меѓутоа од висши интереси рекоа во ред, и да јасно го кажувал тој и во јавност. Некои луѓе замерија за мојата индискреција, меѓутоа на ланскиот самит Западен Балкан, Европска унија, франскиот председател беше експлицитен дека и да постои договор меѓу Македонија и Грција за името, вели јас морам освен тоа да внимавам и на својата внатрешна политичка динамика пред евроизборите, и знаеме тамо што се случува. Инаку мислам дека Мицотакис, претпоставам дека некој лапсус не може да не блокира сега. Ние очекуваме во јуни датум да добие
ако еден убав ден понатаму на парламентарни избори добие, инаку ако добиеме датум во јуни, Мицотакис може да ги добие евроизборите, али нема да биде доминантен во Европскиот парламент ниту во Грција. Сакам овде посебно да го истакнам прашањето на специјалното јавно обвинителство. По мене и по што го слушам од нашите колеги, пријатели, партнери од Брисел, освен некои други работи се разбира, клучниот услов да го донесеме, да го одредиме идниот статус на тоа специјално јавно обвинителство во рамки на, предпоставам, редовното јавно обвинителство, и ако не го донесеме, воопшто не треба да размислуваме за било какви други услови. И знаете, и македонската јавност знае што се случува во однос на тоа. Значи, главната опозициона партија практично не сака тоа СЈО да постои во било кој облик понатаму. Значи, прави илузионизам е да мислите дека со донесување на законот за јавно обвинителство, со решавање на проблемот, правно, ќе решите нешто друго. Не. Европската Унија го следи судството во Република Македонија и тоа е далеку од независно. Последните зборови на господинот Хан беа врзани за подготвителни преговори околу евентуално отварање на портата за преговори, уште еднаш еуфемизам, уште еднаш езопов јазик, нешто како што беше хлад. Јас искрено не очекувам да добиеме почеток на преговори. Очекувам да се најде повторно некое друго решение, но подсетувам, минатата година бевме уверувани дека единствен кондицио сине ква нон за почетот на преговори е Преспанскиот договор. Потпишан е Преспанскиот договор, меѓутоа преговорите ги нема. Ендаровски пари. Да не, бараш не. Како е редот, не знам. Ајде, господин Река. Коментар. Значи, исто така, и ја имам средби и со странски дипломати, и со странски експерти. И ако некој од странство ви каже како може да ви веруваме дека вие може да бидете држава членка на ЕУ, ако пред судбината на државата за вас е многу важна судбината и бегање од кривична одговорност и од затвор на политичарите. Значи, ако со партиски пазарења ние сакаме да го уништиме специјалното обвинителство, нема ништо не од правната држава, него нема ништо ни од политичкиот критериум на Копенхаген. Мислам, тоа треба да ни биде јасно. Така да, ова што го гледаме, значи, за овие неколку месеци, не е ни правна држава, не е ни владење на законот. Сметате дека штетата е веќе направена и покажана или на двата главни политички лидери во државата. Јас се согласувам. Меѓутоа, повторно го поставам прашањето. Зошто од главната опозициона партија нема согласност да се најде во каков облик СЈО понатаму ќе продолжи да екзистира? Добро, сите знаеме да те прекинам. А зашто требаше нов закон за специјалното обвинителство? Зашто требаше на влада да идеме со нов закон? Се согласувам. Не мора да има нов закон. И зашто требаше баш тие амандмани, бомбите да не бидат доказ, да има терминирање до која година може да се спроведат тие предмети? Тоа беше 2015 договор. Не. Зборам за владиниот предлог на законот кој помина пред еден месец. Да. Зашто имаше потреба за промена на закон баш во ова насока? Значи, не е тука само проблемот на опозицијската партија. Тука изгледа имате проблеми во самата владина коалиција. Држат дел твоите аргументи. Сакам ова да кажам. Стварно мислиш дека од милиони кусур, тамо 1000 колку беа разговори, дека треба тоа обвинителство со сите тие што ги има прислушкувани разговори нелегално снимани, мислиш дека треба да престане да работи и тоа што било да се заборави како да не било никогаш? Никако, ја викам тоа треба да продолжи како што беше како специјално јавно обвинителство, не како дел од некој. Ама знаеш ли кои се главните амандмани на главната опозициона партија? Тоа да се заборави, тоа се стави во некои архиви, никако не индикатор да биде, не доказ, не индикатор. И тоа да се сведе на обичен сектор или одделение во сега, значи може да биде во сегашното ОЈО, нека биде. Тоа беше направено за специјални времиња, за специјален режим и затоа е специјално јавно обвинителство. Нека биде дел од редовното. Ама мора да продолжи да работи, вклучително од денес натаму и мене и тебе и нас да не гони ако треба. Први ја ќе бидам ако треба. Да. Господин Сињановски. Видете, не е само специјалното јавно обвинителство, иако го посочувате, најважното. Ние видовме измена на кривичниот законник, персонализирана наменска за луѓе од една партија која го поддржува
господинот Пендаровски, да бидат бајпасирани, да не можат да бидат процесуирани нивните случаи. Селективна правда не е правда. Однадвор го забележуваат режимот, затоа велат и либерална демократија, хибридна демократија. Повторувам, независно судство не се гради само со измена на закони. Еве, последното. Само едно подпрашање, ако го оставивме да завршите. биде некогашниот заменик јавен обвинител, кажете ми како очекувате вистински реформи со човек кој што чиј простор, зграда беше најобојуваната. Од тоа не бива реформи. Или со истите која бе избрани. Две реплики. Може само да поставам едно прашање исто Ајдете. така во истата насока. Одлично. Значи како можете да ме убедите мене или македонската јавност? Да. Не, заблерим. Имаш друг профил на аргументи. Вие, госпоѓо Силјановска, Повелете. дека се залагате за правна држава. Да. Кога почесниот председател на партијата која ве поддржува Да. е во бегство и избега имено од правдата, од правосилна пресуда за 2 години и десетици други процедури. Значи, дајте една јавна изјава дека тој човек треба да се соочи со правдата, да одлежи тоа што му е Да. со правосилна судска Да. пресуда одредено и после тоа имаме и образ и морално право да разговараме за се останато. Ова се Не велам вика- дека не држи Да. тоа. Држи, фала Да. Богу. Дозволете Ама да ја дајте одговори еден јавен малку повик, побрзи, да. еден јавен Да. повик од таа смисла, наместо да одиме по совети во Будимпешта и од тамо да ни кажуваат како ќе ја водиме државата. Ова е ларпулартизам. Вие сте на власт. Партијата што вас ве поддржи е на власт Дајте една јавна и изјава. таа има контрола на судството. Јавната изјава јас ја дадов и ја бидовте на сите уште кога требаше. Реков дека ситуацијата е герника, дека никој не смее да биде ослободен од одговорност. Јас не можам да превземам одговорност на партијата што отворила врата за моја кандидатура. Таа ќе си одговара и апсолутно ниту моите гребови се нејзини, ниту нејзините се мои. Ама ве предупредувам, и вас и премиерот, да престанете да барате од луѓето да се обвинуваат или да осудуваат. Постапката е во тек. Судот треба да суди. Не смеат државници да даваат и да бараат. Истече времето, само да уште 5 прашам, минути само имаме да до крајот, прашам. одговорете Само куси да прашам, да преминеме на притисок, неколку куси Само една прашања. реченица. Значи, Ајде, прашај. и гледам, благодарам што ми дозволите да прашам. Гледам дека имате една намера да се дистанцирате комплет од партијата која ве поддржува. Сакам да ве Во прашам. поглед на тоа, да, све. И во поглед на се, од почетокот Да, се представивте као со свој посебен штаб и така натаму. Да. Може да ми одговорите зашто на секој митинг Да. низ Македонија кај што одите, тоа јавноста го знае, Така е. прво го поздравувате председателот на ВМРО ДПМН, а потоа граѓаните на тој град. Не е точно Точно, дека има го видеоснimка. поздравувам на секој митинг. Да, Прво, имало митинг лидерот на каде ВМРО што сум ДПМН. поздравила. Нема зашто да бегаме. И бидејќи- јас го правам тоа, го поздравам лидерот на СДСМ, партијата ме и поддржува. јас и Што е чекајте, спорно? ама не велам јас како вас дека 102%. Во стратешките Во насоки, апсолутно. Ја немам намера да правам Како ревизија на може да преспа. бидете вие камши, како некому верувате 102%? Значи, мојот поздрав е куртоазен, воопшто не е на секој митинг. На најголем дел од митинзите јас употребувам само граѓани или луѓето од градот, тоа е факт. Веќе сме на крајот. Имам само куси прашања до вас, ке ве замолам и за куси одговори. Ние сме исклучително поделено и партизирано општество, се чувствува дури и во оваа дебата. Како идем председател на државата, што ќе направите тоа да се надмине конечно, господин Токму заради Река? тоа, мојот политички концепт за оваа платформа е Република за сите, една република за сите, која, со жалење треба да констатирам, се уште не функционира. Ние сме држава, но не сме република, затоа што во Македонија не владае законот, туку силата на поединецот. Дали очекувате и македонците да гласаат за вас? Ја мислам дека ако ова е мојот универзален принцип, кој е прифатлив и за македонците, ја мислам дека ќе може да се промени историјата и за овие 30-28 години, кога секогаш албанците гласа за македонски претседател, зашто не и македонските граѓани да гласаат за еден албанец кој е исто тако државјанин на оваа република? Господи Силјановска, истото прашање. Како непартиски и како надпартиски човек, еднаш реков дека никому не припаѓам, дека сум своја, ќе им се обраќам на сите граѓани без оглед на етничка, расна, верска и друга припадност. На изборите не гласаат партиите, гласаат граѓаните. Таква е и мојата програма. Јас ќе бидам
ќе превземам улога на под наводници модератор, арбитер, ќе ги представувам сите и мислам дека тоа е вистинска заложба или вистински залог за добри односи и за вистинско помирување. Не помируваат партии, помируваат граѓани. Господине Пендаровски, да? Како вие ќе го надминете? Јас мислам дека мојот овој бекграунд во изминативе години, значи да бидам поддржан и од конкретни политички субјекти, меѓутоа поддржани од граѓани, и особено поддршката која оди преку широкиот меѓуетнички спектар, ми дала известен легитимитет во оваа смисла да повикам, може да го нарекувате тоа помирување, како сакате наречете го, меѓутоа секако на обид, колку е тоа можно, да ги намалиме границите, се извинам, поделбите кои се многу длабоки и се со години во нашето општество. Ова што конкретно сакам да го направам, е тоа го има во мојата политичка платформа, мојата програма, во која имам 8 проекти за првите 8 месеци, значи веднаш имам намера тоа да го инсталирам, да го предложам се, кој сака да се нафати е добре дојден. Наместо досегашните надвор од устав и од закон средби во клубот на партениците или не знам какви лидерски средби, не знам каде, сакам да воспоставам во рамки на председателскиот кабинет, не тело, постојана комисија, меѓутоа форум за надпартиски диалог на кој имам намера да ги повикувам и луѓето од опозицијата, и луѓето од невладиниот сектор, и луѓето од медиумите, било сите граѓани, за да дискутираме стварно за болните точки во нашето општество. Секој од вас во 45 секунди, што ќе направите прво кога ќе влезете во председателскиот кабинет? Господин Родиев. Значи, прво, мојата прва намера е ја да затворам председателската вила во Водно и сите тие пари од државниот буџет што ги плаќаме ние со наши порези да се пренасочат во градинки, во амбуланти, во школи. Затоа мислам дека во една република многу церемонијални процедури, трошоци на еден монарк не приличат на републиката. Можеме и без председателска вила, можеме, ние сме обични граѓани, ние не сме монарци или наследници на некоја монархија. Прво е тоа. Второ, ја ќе формирам еден советодавен орган од сите заедници во државата, затоа што ја мислам дека председателот е символ на единството на оваа држава. Во тој значи, орган, како да го наречеме советодавен орган, на месечна основа ние ќе ги пратиме сите текови во државата. Нормално, ние нема да се занимаваме со економија, со социјала, тоа е сектор на владата. Да оставиме простори за ние другите. можеме да се потрудиме да направиме една меѓуетничка кохезија со поголема инклузивност на сите граѓани за доброто на оваа држава. Значи, Господи Осилјановски, истото прашање, што ќе направите? За да Македонија да ја биде оти вака како што почнеме, ние ризикуваме и државата. Прво ќе изјавам дека тоа што го кажувам нема да го заборавам и ќе го покажувам и ќе го спроведувам. Беса ќе биде тоа, така ме учеа моите побратими. Второ, не сум овластен предлагач на закони, меѓутоа ќе замолам од пратениците да ги сменат решенијата од законот за привилегиите на председателот на државата, бидејќи ако сте човек од народот, за народот и со народот, реформата треба да почне од вас. Во сите други тела, каде што имам овластувања, ќе се опкружам со стручни и компетентни луѓе и се разбира, моето мото е правда и право и морал. Така сите ќе се најдеме заедно. И господин Пендаровски, што ќе направите? Потполно се согласувам со ова што амбасадорот река го загатна. Значи, ние живееме во држава со скромни ресурси. Таа ќе биде таква и понатаму. Во такво обкружување сме живееле и децении, и нашите предци. Тоа е Македонија во реалноста и ние треба да ги редуцираме како утре евентуално носители на највисоката функција на максимум тие така наречени привилегии кои не соодветствуваат на држава со скромни ресурси. Тоа значи не само од вилата, тоа значи и предси и национално што боде очи кај луѓето во тип обезбедување како да поминува не знам кој светски државник. И зборувате што прво ќе направам, значи првиот ден, здравје Боже, ако добијам доерба, прво ќе ги повикам сите вработени во кабинетот и ќе им кажам дека додека сум јас на таа функција нема да има никаков према никого партиски или политички реваншизам. Ви благодарам за учеството во првата дебата на овие избори за идниот председател
на државата. Вам ви благодарам на вниманието и останете со програмата на Телма и ве повикувам да се поздравите и да си посакате успех натаму во кампањата. Благодарам и имајте пријатна вечер.